Ајде сега да се префрлиме во овој дел од нашето студио, каде што ќе кажам добро утро на мојата колешка Сузе, која прекрасно изгледаш утро во Сузе, како и секогаш, но јас морам да си кажам, не можам да се воздржам, вака кога те погледнав сега. Добро утро и за нашиот гостин, легенда маратонска, Томислав Спасевски, добре ни дојдовте. Добре, Недо. И драго ми е што ќе имаме можност да зборуваме еве за 10-та јубилејна атлетска трка 23 октомври и јас ќе ви кажам на самиот почеток секоја чест за вас. Така продолжете и понатаму. Сузе, повели. Благодарам многу. Ова е навистина еден многу исклучителен маратон на картата на маратони во регионот, па и пошироко. И би рекла дека секој кој што се сетил на овој голем и значаен ден да направи нешто, заслужува највисоки признанија. Томислав и од мене официјално добре дојде ова утро. Драго ми е што после настанот еве вака сме овде заедно да ги сумираме впечатоците и да кажеме како од една нова локација овој 10-ти јубилеен пат се доживеа овој маратон во чест на 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Оваа година беше 10-та јубилејна атлетска трка по поводенот на македонската борба. 9 пати одржуваме на терените на Паршума Газибаба и мислам дека сите учесници беа задоволни како беше избрана патеката, бидејќи трасата беше од споменикот на основачите на ВМРО, преку Порта Македонија, на плоштад Македонија, кај споменикот на Александар Македонски, преку стариот наш камени мост, покрај споменикот на Кирил и Методи, музеот на македонската самостојна, театарот, мостот Гоце Делчев и на кеот на Вардар. Беа импресионирани атлетичарите од самата патека, бидејќи јас одлучив таму да биде и ние атлетичарите на тој ден да одадеме на почит кон македонските херои великани кои што ги дали своите животи за слободна Македонија. Да, вас единствено пандемијата ве спречи во овие 10 години наназад да го реализирате, но ништо друго во другите останатите овие изминати 10 години не можеше да ве спречи. Колку луѓе имате вклучено во организацијата? Во организацијата се претежно членовите од Атлетскиот клуб 23 октомври. Кој е формиран истата 2015 година и сите луѓе што се слободни на повик да дојдат да помогнат како во волонтерство, како во секој домен што може да се помогне, бидејќи стварно настанот изискува повеќе луѓе и претходниот ден вечерта сме настапиле, сме ја маркирале патеката по кеот на Вардар, сме ја означувале са бајлето. Сите што можеле да помогнат, дојдоа. Да. Вие сте човек кој трча маратони повеќе од 40 на години. Што ве вклучи во овој маратон? На почетокот, ако се вратиме, тоа беа мои импресии од војник која бев работел во војна гарнизонска библиотека, која видов книгата на Кенет Купер, Аеробик. Таме добив големи импресии дека кога ги испитувале тројца учесници за тројца кандидати за пилоти и вика ќе ги тестираме, еден да биде што вози точак, другиот е билдер, а третиот не само пешач. Вика кој би бил најдобар кандидат за пилот. И сите се одлучуваат за овој што вози велосипед, ги проверуваат на тест лента и навистина затоа што кардиоваскуларниот систем е најдобар. И така да тука добив голем поттик да почнам во Земун, бе војник во Белград, во Србија, тогашна Југославија. И така да тие мои почетоци беа таму, потоа во Атлетски клуб Вардар. И како беа таму се надпреварив на 5000 и 10.000 метри и потоа премина на маратонот. Одлично. Имаме инсерти, Патем ќе ни ги даде режијата, имаме едно убаво видео, имаме и фотографии, но верувам дека вака убаво ќе го покриеме разговорот. Во маратонот наречен живот, многу е важно човек да ја одреди брзината со која што се движи, да ја одреди патеката, да се подготви за истата патека и да се труди да не се надпреварува, туку да држи темпо. Колку е важно во маратонското трчање да знаеш точно која е твојата категорија, која е километражата која што можеш да ја истрчаш и на каков начин тоа ќе го сториш? Вака, секој атлетичар пред да настапи на маратонот, јас само се извинувам дека ова атлетска трка се однесува само на 5 и 10 километри. Јас ќе организирам толку,
а маратонот е веќе друга работа. Секој се подготвува како физички, така и психички. Јас да речеме на маратонот во Атина се тргнав од маратонското поле и тргнав со најдобрите километар, два, ама секој си го знае своето време и ритам. Викам томе, чекај полека, Атина е далеку, да не биде после касно да се откажам, што никој не сум се откажал ни на тренинг, а далеку да е ни на маратонот. Секој што го завршува маратонот во Чешка ги викаат витези и тоа е една победа самиот над себе. И така да тоа е едно задоволство и ако е тешко, меѓутоа веќе следниот ден посакуваш повторно пак да учествуваш на следниот маратон. Браво. Колку учесници учествува, колку трчачи, како што вие се нарекувате, меѓу себе или маратонци учествуваа на годинешното издание? Па, до минатата година учествува околу 100-120 учесници. За оваа година, да ја наречам рекордна, околу 200 учесници, меѓу кои најдобрите наши атлетичари, и да ги им се заблагодарам сите што беа учесници. Мене ми е драг и првиот што стигна до последниот од македонската атлетика, како Димитар Петровски, Жан Тошев, Кока Најановски, Игор Емси и сите, значи и победникот и последниот за мене се исти што се вика. И така ги повикувам и следните години, живи здрави, пак да дојде да учествуваме и да прерасне во малку помасовна трка. Јас кажи тоа дека е таа национална македонска атлетска трка, никако патриотска, бидејќи се е на денот на основањето на основачите на ВМРО. И така се радувам што е еден спортски настан, имаме за тој голем празник. Да. Морам како искусен трчач да ве прашам, бидејќи забележувам дека овде ни продефилирале доста колеги ваши кои што трчаат маратони и девојки и се разбира од посилниот пол представници и сите сте насмеани, сите сте релаксирани, речи си никој нема да го видиш намуртен од рано наутро. Што се случува на хормонално ниво? Што се случува на психичко ниво кога телото се движи, кога е постојано активно? Па самиот тренинг, тоест нормално е, физичките активности се тешки, и тоа самото задоволство кога ќе биде завршен тренингот и трката, било каква да е, од колку километри, ти се чувствуваш радосен, весел, бидејќи ете нешто си успеал да направиш, да дадеш се од себе и се чувствуваш задоволен. Самиот серотонин се лачи при тоа, се осеќаш многу убаво и имаш веќе желба и потик за и понатаму. Тоа се самите тренинзи го прават човека и поодговорен, поспремен за учењето, во работата. Јас не познам спортист кој што не е одговорен на своето работно место. Сите се вредни работници, стручњаци, научници. Нема тука кој се каже таа работа мора да се изврши, тие се сите одговорни, сите што ги познавам, сите се такви. Да. Вие имате во овие 40 на години, имате истрчано, па би рекла, едни од најпрестижните маратони во светот. Кој еве вака би го издвоиле како можеби најсериозен? Сите ми се драги, сите, дали Атина ќе речам, дали Париз, дали Кошице најстариот маратон во Европа, дали Ерусалим, сите си им, дали Стокхолм или Гетеборг на европското, сите си имаат свој драг, своја убавина и секаде очекуваш публиката да ги бодри учесниците. Добро е што и Скопје веќе прераснува како наш главен град во една таква престолнина, каде што би дошле повеќе познати имиња, да и нашиот народ да биде потикнат на таква активност. Гледам од годините, од минатите години, 20-тите, дека сега повеќе луѓето се занимаваат со рекреативно трчање и се повеќе ангажирани околу тоа. Да, ама и времето ви се погоди, ево на видеото тоа можеме да го забележиме. Има доста млад свет и луѓе кои што навистина, еве пак ќе споделиме, се насмејани, се среќни и се гледа дека физичката активност им го менува животот на подобро и физичката активност е број еден активност за да го преработиме стресот кој што и тоа како многу го имаме во денешниот начин на живот. Колку спортисти имате во вашиот клуб и активно како работите, како функционирате во текот на годината? Па, во моментот не е голем број на членови во атлетскиот клуб 23 октомври, претежно се
повозрасни, се собираме сениори, повеќето се сениори, би посакал да бидат членови и помлади лица. И така се собираме најмалку еднаш неделно, дали на Газибаб, дали на Кеот на Вардар, за да распределиме своји искуства. Нормално пред повеќе значајни маратони се договараме кој каде ќе настапи. Финансиските средства не ни се големи, се знае дека во моментот сите сами си ги финансираме. Кога би имале некоја поголема поддршка од било која компанија или така, тоа би било уште подобро. И така на свој начин од нашето искуство правиме планови, програми за настап. Трчате во текот на цела календарска година и кога се ладните периоди и кога е зимски период? Па нема тоа прекин, нема. Не постојат суви тренинзи, некои кои што се прават внатре на затворено? Не, ние сала не познаваме. Луѓето кои трчаат исклучиво надвор, во природа, така, нели? Апсолутно, па не знам, ако некој биде затворен во една теретана или тој ќе се угуши. Нас воздухот, природата, тоа не води. Вика, трчале на стадион неколку луѓе, после тие истите ги пуштаат покрај река. И вика, како вика, овие на стадион што трчаа, вика, веднаш се заморија после таа километража, а на покрај река, вика, излезат одморно. Па тоа е, нервниот систем е тука одморен, а на стадион се вртиш во еден круг. А тек во сала, ние претежно сите тренинзи, верувам дека и другите ги обавуваат надвор, во парк, покрај река, во шума, затоа што амбиентот е многу подобар и неизводливо во сала да тренираш ти освен кога се за напревари во сала, ако се спремаш. Така, споменавте пред малку дека оваа година категориите беа 5 и 10 километри. За 10 километри може би треба некоја посериозна подготовка и подолг временски период да се тренира и да се влезе во ритам, во кондиција, но за 5 километри ми се чини дека со една припрема, поддршка, под менторство на некој искусен трчач, ми се чини дека за релативен краток период би можел секој еден човек кој што не е залежан дотолку или кој што нема некакви здравствени тегоби да влезе во ритам и да ги истрча овие 5 километри. Ова преамбициозно е што го кажувам или има вистина во тоа? Па добро, ја мислам дека секој младинец и повозрасен дека најмалку во секој момент може 2,5-3 километри да истрча во било кој тем. Тек веќе за 10 километри треба малку припреми за да биде посолидно времето. Јас овој пат имав и млади деца од 2012-2013 година кои нивните родители и роднини посакуваат да биде тој на 10 километри, тоа не го дозволив и остави да биде на 5 километри, бидејќи сепак децата се млади и не треба се преоптеретуваат во оние рамки кои што не ги достигнале тие години. Има време кога ќе настапуваат на подолги патеки и така да секој на крај крајот треба да се почувствува за колку е спремен. Не само да се пријави на некоја подолга дистанца, а после да се откаже. Да, убаво е тоа да го слушнеме дека имало и млади деца родени 2012-2013, што јас од друга страна немам впечаток дека младите деца и младите генерации и се генерации на кои спортот им е вклучен во активности, може би грешам, но еве тука сте да ме коригирате. Јас сметам дека ние некако прераснуваме во една мрзлива категорија на луѓе, не ние, моите генерации, туку моите деца, па и другите деца кои што некако се би рекла затекнати во целата ова состојба со екранизацијата, со телефоните, со нешто што се прави од седење, се многу статични и се плашам дека ние навистина ќе го ставиме спортот во оние небитни работи во животот. Секој време си носи своји новини. И интернетот, и сите тие социјалните мрежи, тоа не треба да значи дека физичката активност, спортот од било кој ранг, дали е возење велосипед, атлетика, кошарка, не треба да биде занемарен со тие новини, интернет и било што. Тоа си има свое време и не треба да биде посветено само на тоа. Физичката активност и секоја друга дејност што обавуваш во животот си има свое време. Сметате ли дека е доволно физичкото образование застапено
со доволно часови во основното образование, па и во средното? Во социјализмот знаеме дека и во Југославија и во Советскиот сојуз дека физичката активност е број 1 и треба да биде што повеќе застапена меѓу младите за да ја засакаат, а не да бидат телефонот грабни го, собери се што имаше во. А денеска така и изгледаат многу часови по физичко, по музичко. За жал, не секаде. Не би требало, затоа што на телефонот ќе прикаже, може да видиш нешто или на интернет. Дај тоа да го споделиме после и во пракса, како некои напредуваат, а не да биде главна опција. Така да физичката активност ќе се испотиш, ќе се умориш, ама затоа па на часот после ќе бидеш посвеж и ќе можеш поубаво да ги сумираш сите тие, да ги покажеш сите тие резултати кои што ги собираш. Да. Јас тука некаде ќе ви се заблагодарам што ни дојдовте вака рано наутро и споделивме импресии од она што се случи на 23 октомври до наредниот маратон, каде што верувам дека повторно ќе дојдеме и ќе ве поддржиме. Инаку вие сте и рекордер на маратонот од Копанки до Врвови, така нели, до Пелистер? Го држите се уште рекордот, за колку време? Па тоа беше 2011 во Чезна, ќе речем наш славниот трагичен Димилиевски Мурато, се случи таа трка од Копанки за час и 38 минути. Нека го надминат, би посакал веднаш и да се одржува таа традиција, која што беше и традицијата за Тоше, што ја одржуваме уште. Таму 7 години бев јас, син ми 3 години со мене, тоа беше убава традиција. Нека продолжат така, затоа што и Димилиевски и Тоше веќе не се меѓу нас, ама се многу заслужни за Македонија прославија во светот. Да. Организиравте и маратон за трагедијата во Кочани? Па ние после положувањето на цвеќе на споменикот на хероите одадовме и една огромна почит со 1 минутен молк за трагично загинатите во Кочани, кај што нема поврат. И потоа со интонирање на македонската химна од во изведба Јована Богдановска. И ја започнавме трката и за Кочани тоа беше тој непребол што секогаш треба да го спомнуваме. Така. Благодарам многу. Ќе ве следиме во сите ваши активности и во сите проекти кои што ги прави вашиот атлетски клуб и секоја чест и поклон за сите сениори од вашата општина кои што се активни и кои што се уште покажуваат дека само преку спортот можеме да бидеме здрави психички, физички, духовно, ментално, на секој еден начин. И еве ги поттикнуваме сите оние кои што се долго залежани дома, заседнати дома, да излезат, нека почнат прво со пешачење, од пешачење со брзо одење, па со поттрчнување и еве наследниот маратон, заедно, така? Па да, па они нели ни оставиле латините уште оддавна мен сана in corpore sano, здраво тело, здрав дух. Така што сакаме повеќе. Ти Да. ако имаш расположение, нема работа тешка. Нема ништо Нема тешко. работа тешка, нема тренинг тежок. И не броиме години, апсолутно не броиме години. Времето си врви, ние не можеме да го Вие сте запреме. сега во најдобрите години, би рекла. Тинејџер, 3 години веќе сте тинејџер, така не. Секое време си носи своји убавини, така да секојаш е добро. Ви благодарам многу за ова наше утринско гостување. Се морам да се надоврзам, сигурно дека се сеќаваш и ти, исто така и нашиот гостин, дека училиштата на времето во општините одржуваа кросови. Да. Секогаш, секоја година. Ние имавме во Тетово 2-3 пати можеби во годината, меѓутоа најмасовен беше за денот на нашиот град, 19 ноември. Но еве, тоа го немаме како што го имавме порано, а потоа се одржува победниците од општините низ Македонија во Скопје, на кеот на Вардар се одржуваше големиот крос, големиот републички надпревар. крос, да. И тоа беше едно доживување мощно интересно, надпреварувачки дух пред се. Затоа реков јас, секој време си носи своји новини во технологијата, меѓутоа физичките активности не смееме да ги занемариме. Така е. Тоа носи еден напредок, еден поттик. И здрави генерации. Да, и Здрави генерации. Сум апсолутно. учествувала на кросовите и затоа се Апсолутно. потсети вака од вашиот разговор. И така и ќе се сеќаваме на сите А тие и убаво настани. и да се вратат, зошто да не? Така е. Апсолутно. Ви благодарам многу, секој добро ви посакувам, успехи понатаму, останете во добро здравје. Благодарам Физичката на вас. активност да ни е потребна на сите нас.